Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Тешка сообраќајна несреќа на експресниот пат Штип-Кочани. 2 лица загинаа во директен судир. Оздобените повреди, двајцата возачи починале на местото на несреќата. Паркингот на Клинички ќе поскапи на 50 денари откако ќе го преземе албанската фирма Јока. Тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаа тука и после излегуваа во град. 50 денари, ја мислам дека е пристојна цена. Таравари подготвен да го поништи тендерот ако владата и јавноста се против. Партиите во последна фаза за испитување на можните кандидати за градоначалници. И Мицкоски и Филипче најавуваат теренски анкети во април. Ѓорѓевски или Перински за град Скопје, што двајцата се тука? Добро е да има интерес. Јас почнам од таа бројка, тој резултат кој што беше на минатите избори. Зошто? Први тоа што тоа беше еден рефер за мене. Државниот обвинител Коцевски го доби предлогот за негово разрешување. Тврди дека нема правен основ. Нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. 8 правни субјекти добија клучна врата за непочитување на ограничените маржи. Увидов онака фрапантни маржи до над 70%. Инспекторите ќе казнуваат и ако цените на рафтовите се разликуваат со тие на интернет. Две лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа што попладне во околу 14 часот се случи на експресниот пат Кочани-Штип. Од СВР Штип информираат дека во несреќата учествувале 2 патнички возила со кочански таблички. Од здобиените повреди, двајцата возачи починале на местото на несреќата. Дејан Трајковски. Експресниот пат Кочани-Штип продолжува да одзема животи. Попладнево во тешка сообраќајна несреќа на самото место кај село Тркање, од здобиените повреди загинаа 2 лица, чии возила биле со кочански регистарски таблички. Возилата од силниот удар се речиси целосно уништени, а за едното од нив интервенирали пожарникарите бидејќи било во пламен. Кои се причините полицијата допрва ќе утврдува, а од МВР апелираат на внимателност на патиштата за да се избегнат трагични настани. Сообраќајна несреќа помеѓу 2 патнички возила со кочански регистарски ознаки. Оздобените повреди, двајцата возачи починале на местото на несреќата. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, возачите да не управуваат со брзина поголема од дозволената, ниту пак под дејство на алкохол, со цел сите заедно да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата за нас и нашите деца. Оваа делница што по изградбата се најавуваше како брз и безбеден пат помеѓу двата града, стана една од најцрните сообраќајни точки во земјава, кој од ставањето во функција одзеде многу животи, а патот стана познат и по екстремно брзото возење и честите несреќи. Минатата година на патиштава во земјава според статистиката на МВР животот го загубиле 142 лица, бројки кои министерот Панче Тошковски ги нарече страшни и најави дека фокусот ќе биде тие да се намалат. Како решение за ваквите појави, тој го најави Safe City системот кој покрај на градските ќе биде инсталиран и на регионалните патишта, каде брзината на возење најчесто е далеку над пропишаната. Токму за системот, Тошковски преку социјалните мрежи информираше дека е во Израел на покана на компанијата Elbit Systems, која создава системи кои треба да ги унапредат техничките и безбедносни капацитети на МВР, особено Safe City. Албанската компанија Јока ќе треба да стопанисува со паркингот на Клиничкиот центар. Најавите се дека цената за 1 час би се зголемила од 30 на 50 денари. Министерот за здравство Таравари вели дека договорот се уште не е потпишан и уверува дека доколку има пропусти, тендерот ќе биде поништен. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Се уште не е потпишан договорот со албанската компанија Јока која треба да стопанисува со паркингот на Клиничкиот центар, изјави министерот за здравство Арбен Таравари. За сега треба да помине и целата процедура во влада и доколку има пропусти, тендерот ќе биде поништен. Министерот вели дека на огласот се пријавила само оваа фирма. Цените се 50 денари, во Рамстор е 60 денари, паркинг за 1 час. Добро, за Нова Македонија. Видите, и тука имавме паркирање на автомобили кои што го оставаа тука и после излегуваа во град.
50 денари, ја мислам дека е пристојна цена, не е за 20 години, чисто да ви кажам. Значи, по физибилитетот е предвидено да биде за 20 години. Меѓутоа, во меѓувреме, имаме одлука на влада дека паркингот може да се користи додека клиничкиот центар е тука. Јас лично мислам дека клиничкиот центар тука нема да биде повеќе од 7 до 8 години. И премиерот Мицкоски потенцира дека треба да се разгледа понудата и дека се уште нема одлука кој ќе стопанисува со паркингот во клиничкиот центар. И се разбира дека фирма која што нема бонитет, нема кредибилитет, нити технички карактеристики, нема да биде избрана. И тука сето тоа завршува. Во меѓувреме, секое слободно место внатре во клиничкиот центар е паркинг. Граѓаните објаснуваат дека повеќе се задржуваат да најдат место и да излезат од клинички отколку што се на преглед. Скоро секој излегува со некаков спомен, кој со изгребан автомобил, друг со скршен ретровизор, но многу често нервозата од метежот завршува врз рампите кои се поставени за влез и излез од клинички. Овде паметен човек не иде, госпожа, за паркирање. Бегал тука, никако. Идам од 8 сат со уште еден човек да седи у кола, а ја да вршам работа. Без разлика колку имам термин закажано, иначе не можам. Со такси и не прашувај колку време се движевме. Нема паркинг, ме гледате. Сега паркинг барате или да платите? Да, паркинг барам. Не може да влезем, све е полно. Решавањето со паркинг просторот е предизвик за секој министер и ветување дека проблемот ќе се реши со катна гаража. Паркингот на клиничкиот центар располага со вкупно 1000 паркинг места, а само во еден ден влегуваат околу 5000 возила, вклучувајќи ги и возилата на вработените во центарот. Со изградбата на новата катна гаража предвидено е да има нови 900 слободни места, но кога ќе почне изградбата, засега се уште нема потврда. СДСМ бара од антикорупцијската комисија да го истражи случајот со катните гаражи на клиничкиот и се сомневаат дека станува збор за сомнителна сделка. Додека здравството тоне, нема лекови, луѓе умираат и се распаѓа. Таравари се занимава со шиткање на бизнисот со паркингот на клиничкиот центар. И тоа, замислете, со фирма Gjoka Construction од Албанија, која се поврзува и со сериозни скандали во соседната земја. Договорено е само 1% профит за државата е крајно сомнително и отвара сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Постои ли провизија од оваа сомнителна сделка? 8 правни субјекти добија клуч наврата на 15 дена поради непочитување на владините мерки за маржите. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека кај овие правни субјекти контролорите утврдиле маржи до 70%, а најавуваат казни ако цените на рафтовите се разликуваат со тие на интернет. Маја Стојановска. 15 дена клуч на врата и парични казни поради непочитување на владината мерка за ограничување на маржите. Добија 8 правни субјекти, од кои 3 маркети, една аптека како и 3 најголеми увозници на овошје и зеленчук во земјава, информираше директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски. Тој вели дека кај дел од нив биле утврдени маржи до 70%. Изминатите 10 дена инспекторите извршиле 365 надзори кај трговците на големо и мало, каде согласно Законот за трговија биле констатирани уште 36 неправилности, за кои биле издадени прекршочни платни налози во вредност 142.000 евра. Дополнително 30 на предмети се уште во фаза на анализа и обработка, во кои се опфатени сите големи маркети. Чинам дека се 3 маркети, аптека и 3 големи увозници, односно најголеми увозници на зеленчук и овоше, каде онака заедно со инспекторите увидов онака фрапантни маржи до над 70%. Овие има генерално се мали маркети. А за останатите се работи на уште 30 предмети. Имаме онака обемна документација за анализа.
Дополнително од 15 април, малите, средни и големи трговски субјекти кои имаат над 10 вработени, со последните измени на Законот за потрошувачи, имаат обврска цените да ги објавуваат на своите веб-сајтови и да ги ажурираат на дневно ниво. Стојковски објаснува дека казни во случајот ќе следуваат за оние субјекти, чии цени се разликуваат од оние на рафтовите. Законот е за заштита на потрошувачи. Истата казна е од 500 до 10.000 евра во зависност од големината на правниот субјект. Толку. Тоа можеме да имаме ние, значи и ние како државен пазарен инспекторат имаме подобар преглед на целосната ситуација. Иако Стојковски оцени дека мерките на владата генерално се почитуваат, сепак инспекциски контроли ќе продолжат низ целата држава. Владината мерка за ограничување на маржите на 100 групи на над 1000 производи од 5 до 15% ќе трае до крајот на април. Што значи членството на Македонија во единствената област за плаќање во евра? Власта и експертите најавуваат полесни трансфери од и кон земјава. Истиот ќе се изврши за помалку од 10 секунди. Со половичен успех заврши самитот на европските лидери. Се договорија за ревооружување на Европа, но не постигнаа консензус за заклучоците за Украина. Следната недела, Украина седнува на преговарачка маса со САД во Саудиска Арабија. Во меѓувреме, Путин и Макрон во вербална војна. Развојот на настаните го следи Гоце Герасимовски. 3 недели по историската прва средба меѓу делегациите на САД и Русија, во вторник Украина седнува на маса со американските колеги во обид да се договори прекин на огнот. Локацијата е иста, Саудиска Арабија, најверојатно Ријад. Зеленски ќе биде таму, но нема да биде дел од делегацијата чиј формат засега не се открива. Трамп очекува добри вести. I will say that we've made a lot of progress with Ukraine and a lot of progress with Russia over the last couple of days. And it'd be great to bring that to an end. Скорешен крај на војната, но со праведен и траен мир посакува и Брисел, кој вчера по 10-часовни разговори сепак не успеа да постигне консензус за Украина. Европското единство кое требаше да се демонстрира на самитот го наруши унгарскиот премиер Орбан, кој одби да ги поддржи заклучоците на Унијата. Во нив се дава целосна поддршка на украинскиот суверенитет. Киев неизбежно да биде дел од мировните преговори, а испораката на оружје за земјата да продолжи. That means that Hungary is isolated among the 27. It's one out of 27, and 26 are more than one. If somebody is isolated here, is the European Union as such. Hungary has good relation to all three directions, so we are not isolated at all. Иако ги критикуваше, Орбан сепак крена рака за заклучоците за ревооружување на Европа. Планот предвидува мобилизирање до 800 милиарди евра за зајакнување на одбраната, вклучително и формирање нов инструмент што ќе обезбеди 150 милиарди евра заеми за војна опрема и оружје. From Paris to London to Brussels, we have shown that we are willing and able to step up our joint efforts and to coordinate effectively. Последното денонокие ги одбележа и вербалните препирки меѓу Путин и Макрон за тоа кој зошто се огледува во ликот и делото на императорот Наполеон, кои произлегува по изјавата на Макрон за проширување на францускиот нуклеарен чадор. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire. Русија денеска изврши серија напади врз украинската енергетска инфраструктура, што се смета за прв голем напад, откако Вашингтон го прекина споделувањето разузнавачки информации со Украина. Македонија нема да испраќа војници во Украина во случај тоа да биде побарано од Европската Унија. Ова е ставот на владиниот врв. Премиерот Мицкоски вели дека целта е членството во ЕУ, но и дека САД се стратешки партнери на земјава. Лидерот на СДСМ Филипче пак со став дека власта направила сериозен преседан во Обединетите нации. Јана Јосиповска.
Македонија нема да испраќа војници во Украина во случај тоа да биде побарано од ЕУ како безбедносна гаранција, велат извори од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. По вчерашниот состанок на европските лидери и различните ставови на Вашингтон и Брисел, како да се обезбеди траен мир во Украина, извори од МНР велат дека Македонија останува на стратешката определба за полноправно членство во ЕУ, но усогласена и со стратешкиот партнер САД и националниот интерес. А тоа според македонската дипломатија нема дополнително да ги загрози нашите европски позиции за почеток на преговори. Ваквиот став го потврди и премиерот Христијан Мицкоски. Наша стратешка цел е полноправно членство во Европската унија. Но исто така, наш стратешки партнер се Соединетите американски држави. И тука не треба никој да има дилема. Ние како држава треба да се позиционираме заедно со нашиот стратешки партнер. Убедени сме во владата дека тоа е правецот во кој што ние како држава треба да се движиме, дека нашиот став беше исправен, потврдата стигна во гласањето во Советот на безбедност, кој што е како одлука носи конечни одлуки. Ќе можат ли да влијаат Соединетите американски држави во деблокирање на европскиот процес на Македонија и спорот кој што го имаме со Република Бугарија? Можеби тоа прашање треба ним да им го упатите. За разлика од него, лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека власта направила сериозен преседан со гласањето воздржано за резолуцијата во Обединетите нации. Оцени дека стратешкото партнерство со САД е добре дојдено, но нашата цел треба да биде ЕУ и поради тоа сметаат дека преговорите за членство треба да ги почнеме што е можно поскоро. Што може да изгубиме? Време. Тоа можеме да изгубиме. Ние седиме, тапкаме во место, младите заминуваат, луѓето не може да врзат крај со крај. Искрено се надевам дека ќе има резултат. Тие посетува Америка, навистина ќе има резултат. Да не биде после капитулација на политиките на оваа влада, дека ништо не успеале да направат. Како викаат тие, предавство е ова со Бугарија. А ако им кажат не може да се менува ништо, ќе биде ли предавство на нивните најави со кои што дојдоа на власт и ги разочараа граѓаните? Од македонското МНР пак уште еднаш повторија дека единствено прифатливо решение со Бугарија е одложена примена на уставните измени со јасни гаранции и предвидливост на патот кон полноправно членство во ЕУ. Министерството за надворешни подпишало договор за изградба на челична настрешница во вредност од речиси 550.000 евра. Обвинуваат од опозицијската СДСМ, од каде што велат дека станува збор за компанија која и претходно добивала тендери. Договорот за настрешницата е склучен со градежната компанија Pyramid Building Solutions, која била единствен понудувач на тендерот. Ова компанија има долга историја на односи со Муцунски. Фирмата добила дури 11 тендери во аеродром вредни 2 милиони евра. Додека тој бил градоначалник на општина Аеродром, истата компанија добила договор вреден 335.000 евра за хигиенски и комунални услуги. Идентично, тендерската мрежа на ДПМН е поврзана и со парите од унгарскиот кредит, кои треба граѓаните да го враќаат. Од овие пари, омилената фирма на Муцунски добила 3 тендери вредни околу 1,8 милиони евра во изминатите 3 месеци. Реагираше министерот за надворешни Муцунски. На социјалните мрежи напиша дека станува збор за лажни тврдења. Проектот за кровната конструкција е тековно одржување на објектот на Министерството, со единствена цел превенција од натамошни оштетувања и поплавување. Проблем што настана како резултат на несоодветното одржување на зградата изминатите години. Ја повикувам Богданка Кузеска и СДСМ во рок од 24 часа јавно да се извинат за ширењето лажни информации и грубо манипулирање со јавноста. Доколку тоа не се случи, ќе бидам принуден да преземам соодветни правни чекори, напиша Муцунски. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски вели дека од тоа што првично го разгледал во предлогот за негово разрешување, според него не постои никаков основ за утврдување тешка дисциплинска повреда, како причина поради која што би бил сменет од функцијата. Повеќе од Јордан Цветановски. Во предлогот за моје разрешување нема ниту една основа за утврдување на тешка дисциплинска повреда, изјави државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој информираше дека вчера го добил предлогот од Советот на јавни обвинители. Додаде дека ќе се произнесе по сите точки во разумен рок. Коцевски не искоментира што мисли за тврдењето на владата дека интегритетот на обвинителството и обвинителите е низок, токму во време кога тој шефува, па дека тоа е појдовна точка за негово разрешување. Во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки.
останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. Во однос на кривичната пријава што ја добил суспендираниот Мустафа Хајрулахи, Коцевски кратко искоментира дека во случајот нема дело за кривична одговорност и дека се уште не ја добил пријавата. Од она што го слушнав од медиумите, до сега навистина чудна кривична пријава, барем ако е тоа содржината, дека наводно сите тројца обвинители се теретат за некакво соизвршителство, затоа што јавниот обвинител во Штип постапувал по предмет, односно за кривично дело по член 143, за кое што е запретена казна, за кое што е нужно да се води истрага. Тоа не може во никој случај да биде никаков основ за кривична одговорност. На предлогот за разрешување на Коцевски, Советот на јавни обвинители има рок од 15 дена да се произнесе и да даде позитивно или негативно мислење. Но во секој случај, на крајот последниот збор ќе го имаат пратениците. Претходно тие веќе во вторник ќе ги гласаат и интерпелациите на 5 члена на судскиот совет. Во Кривичниот суд продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. Обвинетиот Љупчо Палевски Палчо ги презентираше своите материјални докази, а побара и земање на судијата во случајот. Следно рочиште е закажано за 12 март, за кога е предвидено обвинетиот Велибор Манев да даде свој исказ. Деталите од Михајло Видимлиски. Да се испита дали чаурата најдена покрај телото на велешанецот Панче Жежовски и испукана од пиштолот кој го поседувал обвинетиот Боре Видевски, бара одбраната на Љупчо Палевски Палчо. Неговите адвокати бараат во судница да се сослуша и вешта кој утврдил дека се работи за чаура од оружје со калибар 9 мм и дека на неа се пронајдени, како што велат, траги од значење. По балистика можат да утврдат дали е од оружје кое легално го поседува било кој во Република Македонија или од некој нелегално оружје купено на црн пазар. Тоа до ден денес обвинителството го нема направено, а теретиме луѓе за убиство. Палевски денеска ги презентираше своите материјални докази. Меѓу нив беше и снимка од Safe City, која беше на листата на докази на обвинителството, а со која сакаше да докаже дека Палевски со Реното Кангу бил во Скопје ноќта на 21 кон 22 ноември 2023-та, наместо тврдењето на обвинителството дека бил во Велес. Но од технички причини снимката не беше прикажана, па бара од обвинителството да ја обезбеди снимката. Палевски на ова рочиште бараше и земање на судијата Ивица Стефановски, тврдејќи дека пристрасно ја водел постапката. Барем и земање на судијата, кој крие оружје затоа што не му се вклопува во однапред нарачаната пресуда, затоа што таа е донесена на пресконференцијата на 5 декември 2023 година од страна на Гаврил Бубевски и Оливер Спасовски. Доживотната робија ниту ме плаши, ниту влијае на мене, рече Палевски во судница. Барањето за иземање на судијата беше одбиено, а дали ќе се сослуша вештак околу чаурата, судот дополнително ќе одлучи. Следно рочиште е закажано за на 12 март, за кога е предвидено обвинетиот Велибор Манев да даде свој исказ. Власта и опозицијата следниот месец најавуваат теренски анкети, според кои што би требало да се кројат листите за локалните избори. Премиерот Мицкоски вели дека очекува општествена поддршка. Лидерот на СДСМ Филипче пак очекува изборите да бидат тест за поддршката на партијата. Андријана Лазова-Божиновска. Власта и опозицијата влегуваат во последната фаза на испитување на можните кандидати за градоначалници. И Мицкоски и Филипче велат дека следниот месец ќе прават теренски анкети, кои ќе го имаат главниот збор за тоа кои ќе бидат нивните адути. Мицкоски кажа дека процесот на селекција во неговата партија се уште трае и допрва ќе се прават внатре-партиските анализи за потенцијалните имиња, меѓу нив и за град Скопје. Дека имаат амбиции за главниот град јавно зборуваат градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски и министерот за локална самоуправа Златко Перински, кои беа денеска заедно на настан со премиерот, но на новинарско прашање тој одби да направи избор. Ѓоргиевски или Перински за град Скопје, што двајцата се тука? Добро е да има интерес. Нити едниот, нити другиот мене официјално не ми кажал дали е заинтересиран да биде дел од
кандидатите кои што ќе бидат на анкетите внатре-партиски и така натаму, но еве ќе го послушам вашиот совет кога ќе ги почнеме анкетите за мерење на потенцијалните кандидати за градот Скопје, ќе ги вклучиме и двете имена. Што значи покрај другите? Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на СДСМ пак ќе биде познат најверојатно во втората половина на април, а до тогаш ќе се знаат и останатите имиња за другите општини. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека нивните анализи за разлика од владеачките покажувале дека предноста на ВМРО-ДПМН не е толку висока колку што ја представувал премиерот, туку била намалена во однос на претходните избори. Правите ли ви анкети? Мицкоски се пофали дека 40:1 биле нивните анкети покажувале. Ја проверивме таа анкета, во нашата анализата излезе дека не е така и дека беа резултатите некаде 1:2,5. Што е едно намалување на разликата во однос на ВМРО-ДПМН кога ќе споредиме со последните резултати од парламентарните избори. Јас почнувам од таа бројка, тој резултат кој што беше на минатите избори. Зошто? Поради тоа што тоа беше и е еден репер за мене и ќе биде нешто со што јас ќе се споредам, со кој еден репер кој што ќе ја споредам мојата работа. За сега планот на опозицијската партија е да носат поединечни одлуки за општините, а Филипче остава отворена врата за коалициски комбинаторики со другите партии, меѓу нив и со ВМРО-ДПМН, но рече дека се уште немале понуди или разговори. За овој негов став премиерот изјави само дека се покажало дека коалицијата СДСМ дуи левица функционира перфектно. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски остарил тетате средба со амбасадорката на САД во земјава Анџела Агелер, пошто следувал и работен состанок со судиите на Уставниот суд. Како што соопштија од судот, Костадиновски ја информирал Агелер за приоритетите во неговиот мандат, како и за внатрешните и надворешните предизвици со кои се соочил Уставниот суд изминатиот период. Амбасадорката Агелер, како што се наведува во соопштението, ја изразила поддршката од САД за враќање на довербата во правната држава преку транспарентни постапки и одлучување исклучиво според Уставот и законите. Дополнително ги охрабрила судиите да одолеваат на какви било влијанија и притисоци во постапувањето и кога ќе влезат на седница да ги остават настрана сите останати улоги, а пред се да бидат уставни судии. Влезот на Македонија во Европската европлатежна зона СЕПА ќе го поедностави и скрати времето на прекуграничните исплати на евра за фирмите и за граѓаните, велат дел од експертите. Министерката за финансии Кочовска пак вели дека придобивки ќе има за компаниите во земјава, но и за во диаспората. Ивана Стојановска. На полесен начин и за пократко време ќе се прават трансферите во евра од и кон Македонија, а тоа ќе донесе и значително намалување на трошоците и за фирмите и за граѓаните. Вакви придобивки ќе овозможи приклучувањето на земјава кон Европската европлатежна зона наречена СЕПА, а ваквиот вид на плаќање официјално ќе им биде достапен на граѓаните и компаниите од 5 октомври годинава. Ова во изјава за Канал 5 го посочи директорот на дирекцијата за платни системи во Народната банка Игор Величковски. Појаснува дека за ваквите трансакции до сега се чекало и по неколку денови и дека средствата од земјава во странство и обратно од сега ќе може да се префрлуваат без никакви дополнителни трошоци. Со внесување, например, само на податок од која платежна сметка плаќате, понатаму на која платежна сметка во странство сакате да ги пренесете парите, кој е лицето кое што ќе ги прими парите и износот. Секако и со наведување на причината за плаќањето. Значи, со поедноставен сет на податоци, плаќањата ќе се одвиваат многу поедноставно и побрзо. Во иднина, со пристапување на банките во СЕПА платните системи, плаќањата ќе може да ги извршуваат во обичаените плаќања кои не се итни за неколку часа во текот на денот, а кај итните плаќања кои што сакаме да ги реализираме веднаш, истиот ќе се изврши и за помалку од 10 секунди. Освен граѓаните во земјава, придобивки од зачленувањето во СЕПА ќе има и диаспората. Ќе може да се префрлуваат средства од странство во земјава со двојно помали провизии, истакна министерката за финансии Димитриоска Кочовска. Компаниите благодарение на приклучувањето кон СЕПА ќе бидат поконкурентни и ќе добијат олеснети услови за проширување на бизнисите во странство, додава министерката. Нашите граѓани кои работат во странство, во некои од СЕПА земјите и кои праќаат пари во Македонија, провизиите при праќањето двојно ќе ги намалат од околу 7 на околу 3
Тоа представува сериозна заштеда која се има предвид дека стотици милиони евра се враќаат секоја година во државата. Приклучувањето на Македонија кон единствената област за плаќање во евра беше одобрено вчера од страна на Европскиот совет за плаќање, со што Македонија станува 39-та членка на СЕПА. Проценките се дека земјава на годишно ниво ќе има милионски заштеди од зачленувањето. Од земјите од регионот, освен Македонија, членки на СЕПА од декември лани се и Црна Гора и Албанија. Маријан Ѓорчев и Виктор Габер гостуваат во продолжение во Самовистина. Вечерва со Александар Видиновски. Пријатно.